Господине министре, дали знаете кој датум сме денеска? Ако не знаете, да ви кажем, 11 ноември. Дали знаете денеска што е точка на дневен ред? Ребаланс на буџет или буџет? Кажете ми пример кога во 3 дена пред истекот на законскиот рок, знаете дека до 15 ноември може да се носи ребаланс. 3 дена пред истекот на законскиот рок, вие овдека и носите ребаланс и ние треба пратеници да го усвоиме. Кажете ми пример. Само, еве да ја пофалам нашата конструктивна опозиција, вклучувајќи и мене таму, и затоа дозволуваме да види она како што треба. Една благопријатна атмосфера да се разговара одека за ребаланс на буџетот, а во другата соседна сала таму да се разговара за уставните измени, а пред малку бевте качени горе на први спрат у сала 4 да се збори за законот поврзано со општините. Ја ги памтам и другите опозиции. Во Социјалдемократскиот сојуз, во кој што и на крај памет не им паѓаше вака да бидат конструктивни во однос на вакви значени точки. И да шетаме ние одека по салите и низ ходниците да се разбркуваме за да влеземе во некоја сала и да дискутираме. А поготово за ребаланс на буџет да збориме на 11 ноември. И председателката на Комисија за финансирање на буџет, наместо за 10 дена да гледа да заврши за 6 дена. Да види за да може да се донесе ребаланс на буџет. И одека наместо за 5 дена да дискутираме за 3 дена, пак вие за да го донесете ребаланс на буџет. Среќа тала не оди на 13 ноември во Канада, да одеше на 11, ќе останевте и без ребаланс на буџет. Да ја подсетам на изјавите. Први, вие сами не се договоривте меѓу себе. Вие како министер за финансии, премиерот Заев, еден ден вика едниот ќе има ребаланс, другиот вика нема да има ребаланс, доволно е наполнета буџетската каса, нема потреба од ребаланс. Ама ја му верувам на премиерот Заев, зашто тој кој ќе каже нема ребаланс, ќе има ребаланс. Ќе каже нема да има нешто, ќе има. И затоа бев уверен дека така ќе биде, дека ќе има ребаланс. Нели за овој ребаланс на буџетот, нели за овој буџет вие дебатиравте едно месец дена? Како што беше за референдумот, така месец дена се собравте така и се дебатирате меѓу себе да покажете транспарентност во однос на носењето на буџетот. Значи, малку би било месец дена да дебатирате меѓу себе, затоа е дошло до ребаланс на буџетот. Вие го носевте овој буџет. Доста се оправдување од претходната власт, минатите власти. Вие го донесовте овој буџет и не сте способни да го исполните. Не е поентата некоја само да собереш од граѓаните, од фирмите, од предпријатите пари. Треба да знаеш да ги потрошиш. Крајот на годината покажува дали сте способни или не сте способни. Се надам дека пак месец дена ќе дебатирате за буџетот за 2019 година. Но кога ќе го донесете овдека? Кога ќе го донесете овдека во собранието за да може да се дебатира? Требаше од септември месец да биде овдека, за да можат не само ние овдека да дебатираме. Господине министер, буџетот на една држава си има свое влијание врз буџетите на компаниите, на фирмите, на сите што, условно да кажам, имаат одредени повластици или планови во однос на своето работење. Таа политика преку буџетот спрема нејзе се раководат и многу компании. Еве, малку само ќе кажам за данъчната политика. Изголемивте акцизата, така? Собравте поише пари преку, иако знаевте дека ќе има скок на берзата во однос на нафтените деривати. Но вие пак си рековте да се земе од граѓаните по 3,5 денари. Па малку е сега тоа, па уште предлагате за идната година прогресивен данък.
Сите ви викат не треба. Вие пак сте запнали дека треба да има прогресивен данък. И во тој дел многу потврлате. Не знам дали за ине тоа го правите или да не кажам толку е знаењето на ова влада. Најверојатно е знаењето. Зошто? Капитални расходи. Знаете, министр, колку се капиталните расходи? Колку имате потрошено до сега? До септември? 27%. Значи не ве бива. 27% имате потрошено на капитални расходи. Од 400 милиони на 100 милиони имате само потрошено. Значи вие, односно еве, владата предложила собранието дека го дозволила тоа, му дала на извршната власт овластување да потроши за да може да се раздвижи стопанството, министрите си седат, си водат дневна условна политика или кадровска или партиска или секакво, она што им го дава државата, од кај што сте ги собрале од граѓаните парите, не знаете да ги потрошите. И доаѓа сега крајот на годината, не знаете што да правите и наоѓате спасоносно решение. После ќе ви кажам за тоа спасоносно решение. Но не сме ни ние, ни граѓаните, ни компаниите наивни. Зошто тоа го правите? Еве, само ќе кажам и за јавноста, но и за вас, одредени потврлања во однос на капиталните расходи. Нели многу сте за НАТО вие, другите не се, само вие сте за НАТО. Не знаете да ги потрошите за НАТО интеграциите и парите што владата ги има доделено на Министерството за одбрана. Туку има намалување од 60 милиони. 60 милиони денари има намалување. Имате намалување, например, од 223 милиони денари субвенции за предпријатија. Сега доаѓаме на најзначено, многу значено Министерство образование. Дали имавте министер вие таму? Не, дали имате министер во Министерство за образование? И тој што работи? Добро, сте имале министер за образование. Што работил тој? Само седел, доаѓал на работа, тоа што го има, не го потрошил. За изградба на основни училишта, 82 милиони има скратување. Ништо нема подпишувано министерот за образование. За средни училишта има 38 милиони намалување. Реконструкција на ученички домови, 20 милиони денари има намалување. Изградба и реконструкција на ученички студентски доми намалување 177 милиони. Но изгледа видовте како е со министерот за образование, донесовте друг министер, тој па многу ефикасен. Во 4 очи ги набави книгите, кои што уште не се распостелени по учениците, за да можат да учат од нив. Како што кажа Стеван Анџија, тој мора да им држи на своите деца предавања и да им кажува по историја, по математика, македонски или нешто друго, све што немат учебници, а набавени се во 4 очи. Имате намалување во здравствените домови, здравствените установи, јавните здравствени установи. Од околу 25 милиони. Инвестициони вложување помалку, 83 милиони. Во водоводни канализациони мрежи и друго, 20 милиони. За аерозагадувањето, за загадувањето да не збориме, министр. Да не збориме овдека, не знам што да кажам, ама ја памтам, уште со маски што не доаѓаа претениците од опозицијата овдека, како беше за загадувањето. Сега гледаме секој ден, напредуваме на светско ниво. Скопје било
на шесто место, сега е на пето. А се фалеме, како викам, аеро, викам. Што направивте за загадувањето? Него имате намалување. Имате зголемување. За возил. Нели немаше да се возите, министри? Знам, вие кажавте дека пешки ќе одите од домата на работа, но изгледа некој друг сака да се вози цело време. Ја можда сметам и можда управа е. Треба да има однос на купување на возила, но вие целата стратегија тогаш ја правите така. Дека нема за трошите нецелисходни потребни, како што се за возила, за други да не спомнам. Затоа, министре, се гледа по ова. Секогаш за време на гласање на буџетот, власта ќе вика вака е, опозицијата ќе кажува не е така, но кога ќе дојде ребалансот на буџетот е правата слика. Тогаш се гледа дали ве бива или не ве бива. И министерот најде едно спасовносно решение, вика како да испадне дека преку 90% има потрошена на буџетот, издвојувате 50 милиони евра, префрлате од централниот буџет, ќе префрлите, односно 3 милиарди денари за општините. Горе, мислам, сега се расправавте за тоа на Комисија за финансирање буџет и следниот закон е тоа поврзаност во однос на тие 50 милиони денари. 50 милиони евра. Во однос на тој закон, а ќе дојде таа точка, а поврзано е со буџетот, со ребалансот на буџетот. Тие 50 милиони евра можете на друг начин да ги искористите. Овде имаме закон во кој што од 1 до 87 заедно со град Скопје ни е кажано која општина колку должи. Но не ни се кажани, не само, овде ќе е кажан само износот, но не е кажан основите по што е толку обврските. Требаше, министре, во прилог да ни дајете, например, првата општина Рачино, 29 милиони, зашто се обврските, поставки. Дали се за водовод, канализација, дали се за нешто друго и така. Да знаем. Второ, Берово, например, 47 милиони. Битола, 307 и да не ги редат. Значи, не е комплетен ова законот, за да можеме ние да видиме по кој основ. Еве Охрид, го гледам Тунтев и јас сум од таму. Има голем должност. Знаеме, например, голем износ од тоа што е од колектор. Ама да се каже, да знаеме се, не е само ја и Тунтев да знаеме. Тој е основниот недостаток. Кога го нема во овој прилог, во законот, основите, зашто е тоа како задолжување и по кои основи, ќе дојдеме во следнава ситуација. Вие викате од буџетот се префрли 3 милиарди денари на општините и тоа по 50% на секоја општина. Дали, министре, со ова вие доведувате да ги казните домаќините, да ги казните, а не домаќините условно да ги наградите? Дали вие го знаете, познавате закон за финансиска дисциплина? Дали вие потикнувате финансиска дисциплина да не важи? На овој начин вие потикнувате. Зошто, например, по пример сега ќе ви кажам, мојата општина Ѓорче Петров најмал должник 2 милиони 979 417 денари. И сега вие со овој закон преку буџетот ќе му дајете само 1,5 милиони. А, например, чај 138 милиони
нема половина, околу 70 милиони. Зошто дискриминирате? Иста општина, исти број на жители. И вие сега таму ќе давате 70 милиони, ваму ќе дајете милиони. Нешто со ова што покажувате? И викате на градоначалниците, значи не сте требале да видите домаќини. Сте требале да имате поголеми долгови, има кој да мисли на вас. Ќе ве раздолжиме преку централниот буџет. А од кај ги собирате тие парите од централниот буџет? Од граѓаните. И ги давате на општините и таму немате критериуми по кој основ. Например, на една општина која ќе дајете 50 милиони денари, 70 милиони денари, еве видов Газибова, 70 милиони денари, кисела вода 60 и да не ги набројувам се. Точно дека се наведени која општина колку должи. Ви им давате 50%. Без да им кажете да имате критериуми, па тој износ што ќе го дајете, зошто ќе го потрошат? Таму, например, долгово има многу во општините направено за репрезентација, патување во странство. Некој има организирано пивофест, винофест, карневали, некој плаќал турбофолк пејачи, па останале долговите. И сега ние треба да ги плаќаме те. Зашто немате, например, во законот, префрлајќи ги овие 50 милиони, да кажете само за капитални инвестиции во општините. Не за другите. За другите нека се наоѓат и нека се правдаат. После тоа, знаете, кој се донеси ребалансов и законот. Со вакви критериуми лесно ќе владее корупцијата. Ќе го ставите на тацен, што се вика на градоначалниците, да се одлучат кои обврски ќе ги платат, кои нема да ги платат. Немате критериуми. Значи, немате критериуми по кој основ се направени обврските, немате критериуми по кој основ, откако ќе ги добијат општините да ги платат, немате ништо. Значи, ова е на брзина правено, само колку да се потроши и да има поголем процент на реализација на буџетот. Има многу работи што да се кажат за овој ребаланс и за неспособноста на владата во целина. А одговорност секако има премиерот, но и вие како министер за финанси. Затоа што вие треба секој дневно што се вика да следите, да ја следите реализацијата. И секогаш, ако има проблеми во однос на реализацијата, да информирате владата. И владата да носи заклучоци, да укажува проблеми имаме во капиталните расходи, кај тие министерства треба да се презени нешто. Дали вие сте го правиле тоа, па може би сте го правиле, но не ве слушал. Но треба да се наметните како министер за финанси во владата, затоа што по вас, одека сега по вас викаат. Не викаат по министер за образование што не трошал, а му дала владата за средни, за основни, за ученички домови. Не викаат по другите министерства, по Министерство за транспорт, да кажам по Министерството за животна средина. По вас, основниот двигател, веруете, во една држава е Министерството за финанси. Ако добро знае да ги менаџира не само приходите, тука можам да ви кажам дека добри сте во однос на приходите, наплата. Но треба исто така да внимава и да води сметка да тоа што го прибрал, да го распореди низ стопанството за да има движечка сила. Не само да собираш и да ги ставаш во трезор.
треба и да ги потрошиш и на тој начин се врши обрт на капиталот.